механизам за влез во НАТО. Дали колку се реални издржани најавите? Вечерва на оваа тема во студиото дебатираме со Љупчо Петковски, Евротинк. Добро вечер. Добро вечер. Сафет Бишевац, пренешен пратеник. Добро вечер. Добро вечер. Исмет Рамадани, аналитичар. Добро вечер. Мирча Дамчевски, аналитичар. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Денеска ден на Алијансата, 4 април, пораката од амбасадорот Бели, Македонија има реални шанси за влез во НАТО. Петковски, ќе почнам со вас прво. Како ја коментирате оваа изјава и колку се реални ваквите шанси за Македонија? Мислам дека ни предстои еден период каде што ќе се случуваат многу настани како на лента и дека никој, впрочем, не може да предвиди како тоа ќе се заврши. Затоа таа изјава би ја светил само како некакво охрабрување. Меѓутоа процесот нели ќе зависи од тоа како ќе се дали ќе се реши спорот со името, односно Да, насока беше изјавата на дали ќе се реши. Повеќе би ја разбрал таа изјава како некакво охрабрување, затоа што знаеме дека суштинските преговори течат меѓу државите, меѓу министрите за надворешни работи. Исто така оваа изјава мислам дека е во некако резонира со општото расположение во нашата јавност. Ја ќе ви кажам само неколку податоци од анкета што ја правиме 5-6 години веќе на исти прашања. Ги прашуваме луѓето, ова не се однесува конкретно на НАТО, туку на Европската унија и на потенцијалното членство на Македонија во Европската унија. Ги прашуваме луѓето кога може Македонија да очекува членство во Европската унија. Пред 18 месеци, пред година и пол, само помалку од 1/3 од нашите граѓани мислеле дека тоа ќе се случи во наредните 10 години. Денеска тој процент е над половина, значи околу 52% мислат дека тоа ќе се случи во наредните 10 години. И ова е најдобар индикатор за тоа како е променета во нашата јавност меѓу нашите граѓани, како се променети очекувањата, како е зголемен некој оптимизам, дали е тој реален или нереален, меѓутоа сето тоа се должи на една проактивна и агресивна дури надворешна политика која што нашата влада нели реши да вложи многу напори во неа. Пишат? Тоа е всушност пораката. Охрабрувањето е веројатно нешто што во овој момент и треба на актуелната власт и покрај сиот ангажман за кој се согласуваме дека е за разлика од минатото енормно голем практично. И се чини, изгледа како да Заев и министерот за надворешни Димитров практично фрлиле се на една карта. Решавање на спорот со Грција. Оптимизмот не е лош сам по себе, но мислам дека треба да се биде сериозно предпазлив, затоа што ова е многу тежок спор, во своја суштина дури и рационален и вие тешко таков и рационален спор низ некакви вакви канали дипломатски или било какви решавате, а да дојдете до решение навистина треба да се случи чудо, но чудо се случуваат. Мислам дека работиве одат сериозно во тој правец, не велам дека тоа ќе биде многу бргу или ќе се случи кога што претпоставам сите очекуваме до крајот на јули, кога би требало да се надзира некакво решение кое би послужило како за наш влез во НАТО, а финализирањето на целата постапка можеби и да се случи во некој друг временски период. Велам, тоа е охрабрувањето. Нашите меѓународни пријатели очигледно дека се од малку поодамна вклучени во целиот процес. Ова не е само работа која всушност се одвива меѓу Македонија и Грција, бидејќи имаме сериозна помош од сериозни држави во светот во практично за окружување на некакви своји лични геостратешки интереси, но и геостратешки интереси кои во овој случај се и стратешки интереси на Македонија. Да не забораваме дека ние на почетокот на 90-тите јасно ставивме на знаење дека нашата иднина гледаме во Европската унија и во НАТО. Рамадани? Знаете како, ние бевме денеска и коорганизатори како Евроатлантски совет заедно со Министерството за одбрана и Канцеларијата за врски од НАТО во Скопје, во Република Македонија. И една таква изјава од сите настапи таму, нормално сега изјавата на представникот од САД, односно амбасадорот Бейли, е изјава која најмногу дава надеж.
кога ќе рече еден дипломат амерички дека има реални шанси, на што го базира тоа? На тоа што дефинитивно е убеден, значи како и другите, мислам и во Брисел, и во Берлин, и во Вашингтон, и во други овие центри каде се одлучува, веќе нема дилеми во тоа дека оваа влада е решителна. Во тоа што значи и да се најде компромисно решение за името, што значи по автоматизам и добивање на покана за членство во НАТО. И кога веќе имаме такво расположение и убедување дека премиерот или министерот за надворешни, за интеграција, одбрана и така натаму, надворешната политика така се води што тие се убедени, а тие не можеш да ги лажеш, односно да импровизираш, затоа што секоја импровизација се работи сепак за дипломати, политичари кои тоа го приметуваат. И после доаѓањето на Столтенберг, генералниот секретар, кој меѓу другото рече дека има импресии. Значи импресивно е кај него тоа што се променува перцепцијата за Република Македонија. Мислам во позитивна смисла. И после вакви оценки, тогаш доаѓа изјава која по дефолт треба да биде оптимистичка, односно реален оптимизам. Најважно е сега што веќе е влезено во суштински преговори со Република Грција. Како да ви кажам, тие сега веќе се вовлечени во проблемот и во тоа што се вовлечени излегуваат сега сето тоа што може би беше како дезинформации, такви толкувања и така натаму. Сега овие центри, односно највлијателните, го исклучувам тука ними затоа што тој е медиатор, веќе мислам и тој добива од некаде инструкции веројатно. И сакам да кажам дека во една таква ситуација јас понекогаш велам доволно е да се шкртне и од ирационалните барања на некои ирационални барања на Република Грција, односно на Грција, и сето тоа да биде рационално понатаму, а тоа рационално тоа ќе го пеглат најверојатно тие кои ние ги спомнуваме понекогаш булдожери, дипломати и разни други влијанија кои ќе. Но суштината, и да завршам со тоа, дека важно е дека сме во фаза кога ги убедуваме до крај тие што може да помогнат во сето ова, дека навистина искрено сакаме да бидеме членка на НАТО. Јас ќе продолжам ономо каде што Рамадани кажа за перцепцијата на Столтенберг. Да, точно е, така беше перцепцијата за Македонија, меѓутоа Столтенберг од еден чекор понатаму, па рече, меѓутоа сепак перцепцијата е едно, но проблемот за да се влезе треба да се реши. Значи, мора нешто да се направи. Перцепција, Македонија, да, зборуваат сите на неа, ја прифаќаат, меѓутоа има прашање кој што мораме да го решиме. И сега ова што го кажува Бели денес, тоа вака sad ми доаѓа као топло, она малку као поладно, меѓутоа напорите што ги прави македонската влада сега во преговорите со Грција, мислам дека ќе вродат со плод, а јас би бил дури и задоволен иако Македонија примат во НАТО и со референцата. Би бил задоволен со референцата, затоа што со тек на време мислам дека тоа прашање доколку сега во месеци наредни не се реши проблемот со името на Република Македонија, би било пожелно да покажат сега и тие едно отварање малку на вратите на НАТО, да покажат една прифаќање на она што Македонија го нуди за НАТО, затоа што не забравяме, Македонија со години дава придонес
во активностите на Алијансата, дали се воени, дали се вежбовни или друго, Македонија и цело време исто се зборува и се работи. Еви и последниот случај која беше некни со труењето во Британија, со така нареченото афера Скрипалј, Македонија пак покажа едно сојузништво со Европска унија, меѓутоа ако се знае дека и Столтенберг и НАТО покажа солидарност со Британија, тоа значи дека Македонија веќе се работи на тоа поле да влезе внатри. И оттука Алијансата, мислам, би требала и тие да направат нешто. Ако не се реши именно сега, дајте на Македонија да ја приме под референцата, а понатаму кој ќе се реши името да. Можно сценарио со референца. Не, јас тоа е вака се, тоа е емотивна моја, тоа е моја желба, ако не да виде. Јас очекувам на толку вложени работи од Македонија, па треба нешто да се одговори. Не дека да му подајме на сиромашниот нешто сега, него треба и тие да покажат нешто. Да покажат дека галеничето наречено Грција не може да прави што сака. Затоа што да не забораваме, Грција е галеничи и на Европска унија и на НАТО. Така да тоа е, ви реков, тоа е моја лична желба, иначе колку е објективно не знам колку ќе. Веројатно сите оние кои се за членство на Македонија во НАТО го посакуваат и веројатно го ставаат како некаква резервна бекап варијанта, што ако преговорите до тогаш не финишираат, да не речем ако пропаднат, практично ако не биде постигнат договор до предпочетокот на самитот на Алијансата. Но треба да бидеме реални. Јас мислам дека тоа е тешко остварлива варијанта, да станеме полноправна членка под таа референца од Обединетите нации. Дури мислам дека веќе во јавноста е проциран некаква можност за некаков специјален статус на Македонија до окончување на преговорите. Тоа некој временски период кој не е дефиниран и не може на крајот на краиштата прецизно да се дефинира, што за жал може да значи дека преговорите нема да завршат до почетокот на самитот и тоа е нешто што се гледа како излез на врата. Не знам сега кој би бил бенефитот на оваа држава по принцип, затоа што Македонија да посетано има стратешки договор со Соединетите американски држави, како една од многу ретките земји во светот. Ние практично сме дел од НАТО преку она што Адамчевски го посочи. Но мислам дека ситуацијата не е таква за да можеме да очекуваме доколку не се реши спорот да станеме полноправна членка на НАТО. Има еден момент кој има еден редослед на работите кои се случуваат во Алијансата. Вие знаете дека во Берлин, па после во Берлин обично се анализираат безбедносните ситуации во НАТО и во Европа. После тоа доаѓа пред самитот во април декаде, средината на април ќе се донесат политички одлуки. Пошто за ова работа има и политичка одлука, понекогаш и да не ги исполнуваш условите до крај, политичката одлука и анализата политичка, ако покаже дека сега е времето кога треба да се направи нешто, што од тоа јас очекувам многу, пред самитот на 11-12 јули, и од таа политичка одлука на ниво на министри за надворешни работи, ако тука се најде некоја формулација, тогаш можеме тогаш да бидеме посигурни дека нешто ќе се случи во самитот. Инаку ние не сме врзани со самитот. Меѓутоа, кога добиваш покана во таков ниво на како што се самитите, тоа е 29-тиот самит на НАТО, тогаш е многу подобро и понатаму работите во ратификација на таа одлука и натаму, ќе одат работите многу подобро. И тука се може би и оптимизмот наш, односно желбата наша, затоа што со години јас се бавам со овие работи, су поставувал прашања со коментари и така натаму, кога ќе биде, секогаш ист одговор, ама баш ист. Кога ќе го решите проблемот со името?
Мислам, тоа беше... Ама има уште еден факт овде, односот на Русија кон овој дел од Балканот. Па тоа е Односот на Русија е политички. Ние да не забораваме, Балтичките земји не беа подготвени за влез во НАТО. И политичка одлука беше и други. Меѓутоа, за нив зборувам, тие не беа подготвени. Меѓутоа, се беше донесена политичка одлука дека тие не треба. Политичката одлука. И овој момент, однесувањето на Русија на овој дел од Балканот, мислам дека може да придонесе кон забрзано вклучување на Македонија. Може би, како што реков, и подека референцијата, меѓутоа може да придонесе и да биде на пример. Значи се најде нешто, значи може да се најде да се донесе политичка одлука. Затоа што да не забораваме, расположението кај народот се менува. Кажа Петковски во нивните анкети што ги правеле за Европската унија, така? Врзани со името се? Не, со Европска унија. Со името и НАТО или само... Ама ние, отприлike, кај народов е тоа, некој процент е разликата меѓу Европската унија, повеќе за Европска унија отколку за НАТО, меѓутоа тука е. Значи, меѓутоа, зависи од ситуацијата, каква ќе биде со НАТО, како дали НАТО ќе прифати или нема да прифати, а после јули може работи да се променат, па довербата кон Европска унија и кон НАТО да падне. Што е лошо и што може да го искористат некои сили внатре во република кои веќе сега како гейзери се појавуваат. Да, јас само мислам дека премногу даваме надеж, нели, дека некој ќе влезе, ќе интервенира и не знам ни колку е тоа целисходно, нели. Па зборуваме за тие булдожери, затоа што ќе дое булдожер става нешто на маса и вели земи го или остави го, take it or leave it. Може би тоа да не ти одговара. И забораваме дека проблемот е помеѓу нас и Грција. Покрај сите пораки за охрабрување, тоа е еден билатерален политички тежок проблем, за кој што очигледно елитите во двете држави се заинтересирани да го решат, меѓутоа не треба неколку работи да забораваме кои што се клучни, кои не прават толку оптимисти. Например, постои би рекол асиметричност на повеќе нивоа. Првата е најочигледна. Ние ова го правиме за да ја стабилизираме државата, не затоа што сакаме да го смениме името. Живееме во траумата и во придобивките на шарената револуција, Грција живее во траумата од економската катастрофа што им се случи. И што значеше жесток удар на тоа како се доживуваат себе и што ја растури политичката сцена во Грција. Значи тоа е еден тотален хаос таму. И тоа ме носи кон сите тие аргументи што треба да не прават малце попредпазливи. Например, Сириза сака да го реши. Кодзија се спремен, покажува отвореност и така натаму, меѓутоа па позицијата на она што го слушаме и од медиумите, затоа што толку знаеме од медиумите, шпекулациите и така натаму, укажуваат на фактот дека моменталната позиција на конструктивниот Кодзијас, конструктивната Грција, многу повеќе наликува на позицијата Грција што ја имала во 92 година, отколку на позицијата од 2008 година, каде што велат ерга омнес и географска одредница и така натаму и така натаму. Значи многу комплицирана ситуација очигледно имаме на терен. Таму има избори наредната година, најдоцна до крајот на наредната година, има тесно мнозинство. Коалициониот партнер од кој што зависи владата отворено е против било каков договор. Неодемократија, односно најголемата опозицијска партија има поголем рейтинг од Сириза во моментов. Едва чека Сириза да го реши, за да они можат да бидат воздржани и така натаму и така натаму. Значи многу променливи, многу варијабли треба да се уклопат во еден момент за да излезе некакво решение. И исто така не треба да заборавиме дека тоа не треба да заборавиме и за еден тројански коњ што самите си го би рекол наместивме. Има една прекрасна колумна од пред неколку години од Димитар Димитров, кој патеме случајно татко и на сегашниот министер за надворешни работи, кој толку искрено мислам дека турка агендата Македонија да застане на пат и курсот да се го фати како што треба, каде што вели дека антиквизацијата и нашата антикоманија со која што се бавевме во последните 10 години е всушност грчкиот тројански коњ. Зашто? Затоа што ние со антиквизацијата почнавме да се однесуваме според обвинувањата на Грција 30 години наназад. Некакви наративи и митови што постоеле во нашето општество, очигледно, меѓутоа не биле државни официјални, ние решивме да ги направиме официјални и значително да го закомплицираме ситуацијата,
самите помеѓу себе да се искараме, и така натаму, и така натаму. А сите добри познавачи на спорот знаат дека станува спор околу наративите, околу митовите, околу тоа како ние ја гледаме историјата, околу тоа како кому припаѓа антиката. Со тоа што разликата е што нели македонскиот национализам подоцна дошол од грчкиот. Така. Они 200 години таа приказна ја тераат, веруваат во неа, а впрочем и Европа ја создаде таа приказна, ја возобнови модерна Грција низ призмата на тоа какви биле античките Грци и така натаму и така натаму. И тоа е една тешка, плюс имаме траумата од граѓанската војна и мислам дека не е ни добро од надвор, добро, има геополитички, како што викате, консидерации во целата приказна. Со русите, грците нема да ги сплашите. Така. Значи, ова што го збориме ние тука рационализираме, тоа ќе помине кај грчките политичари. Кај грчката јавност ништо од тоа нема помине. Грчката јавност е неинформирана, грчката јавност е истравматизирана и на грчката јавност, повторно се враќам на таа асиметричност, не е јасно што тие би добиле од целата работа. Нас не е јасно што би добиле. На грчката јавност со години се, живе, едноставно не сме и познати, не сме и како да не постоиме. Огромен број на, мислам, би се изненадиле од нивото на незнаење во Грција во однос на тоа кој им е северен сосед. Мислат дека Србија, мислат дека Југославија, мислат дека ние воопште не го користиме тоа име и сега сакаме да го... Значи, такви постојат збрки и мислам дека штета е што нема повеќе време, но сите тие процеси треба да течат паралелно. Запознавањето, омекнувањето на односите, не само на владино ниво, туку на сите други можни ниво, затоа што ова е еден толку комплексен проблем што не знам колку е возможно и да се очекува дипломатијата целосно да го бајпасира или реши во толку краток период. Иако сите се надеваме дека ќе се успее. Во дипломатијата колку и во делот на иредентизмот ние покажавме и добра волја да се применуваат и автопатот и аеродромот. Тоа е иредентизмот. Сум имал можности и прилики да разговарам со луѓе кои значат нешто и во седиштето на НАТО и американска дипломатија и слободен разговор, затоа што тие неформалните разговори понекогаш се поискрени и од тоа ќе извлечеш нешто по... Лично мене ми е кажано дека што ја отворивте битката со Грција за антиката, кога милион книги, библиотеки, тоа веќе е брендирана работа за Грција. Таа битка не може да се добие и кој би е вашиот капацитет, политички, економски и така натаму. И мислам дека такво прашање, ако се поставува вака, тие неформални разговори, или тоа што разговараваме пред малку пред да влеземе во студиото, сум го повторувал неколку пати. Пред самитот во Букурешт. Тоа беше крајот на декември, годишно собрание во Брисел и во неформален разговор со Джими Шиа, познат, атрактивен дипломат, кој беше и директор на PDD, Public Diplomacy Division. Кога го прашав јас какви ни се шансите за 2008? Готово завршена работа со вас. Јадранската повелба, тука ние бевме многу подобри и од Албанија, од Хрватска во тој однос, во реформите. Меѓутоа, прашањето се уште ми стои вака, зошто ми го рече тоа, ако не направите некоја глупост во меѓувреме. Така, пошто он по јазикот, знаете, не беше многу... После, анализирајќи тоа, и навистина се случија две работи, може би. Колку да се влезе во таа битка. Аеродромот, името, и автопатот. Не знам, и најпосле билбордот. Да, и билбордот, да. Не велам дека може би тие биле клучни моменти, али и тогашната влада им даде добар повод и адут на грците, кои и така биле спремни за вето, за ова. И морам да го објаснам пред јавноста ова. Во Букурешт немаше класично вето. Затоа што дури не дојде ситуацијата да се седне
таму каде што требаше да се седне и да се рече или да се гласа и да имаме вето од Грција. Затоа што Грција успеа да ги убеди некои од алијансата, и тоа влијателни држави, преди се Франција, ако се сеќавате, Саркози тогаш беше, и круг на други држави, и се повлекоа така што не дојде моментот дури и да се расправа на ниво на премиери и председатели, пошто тука се на тој ниво одлуките. Така што понекогаш кога правиме споредба 2008 и 2018, пореални ни беа шансите 2008 со референцата БРМ, него сега, тогаш и оптимизмот и дури бевме сигурни. Сега кога анализираме, како што анализата ја правеше сега Петковски, мислам дека стојат комплексна се уште работата, нејасни работи, околу името веќе се излегуваат на виделина и други работи. Ние зборуваме за името, а од друга страна гледаме дека во уставот тогаш нити спомнуваше некој устав, нити спомнуваше каде е мојот оптимизам и нешто зашто сакам да верувам во тие евроатлантски вредности. Да речеме, кога ќе слушнат, дали е тоа Столтенберг, Меркел, Макрон или некои други кои одлучуваат, или Трамп, дека некој се поигрува или уценува со идентитет на еден народ, тогаш оптимизмот ми доаѓа дека оштра ќе биде нивната реакција, затоа што во прогресивниот свет ова е абсурд. Значи, не може да се прифати и не би требало да се прифати такво нешто. Некој да ти диктира идентитет, тоа е, не знам, агресија на идентитетот, што цивилизирано општество или овие вредности за кои ние стремиме, веројатно нема да го дозвола тоа. Неверојатно, логично би требало така да биде. Тогаш, зошто и стремиме кон тие евроатлантски вредности, ако една членка со тие вредности, поставуваме дека е член, таа и е членка, атакува во идентитет. Точно, мислам така ги врзуваме работи. Дури кod СИАС во последниве настапи не е тоа само некаков влог во преговорите, уште помалку, мислам дека повеќе се работи за подготовка на грчката јавност за евентуалниот договор, каде што практично се сервира целата вистина. Не можеме ние да разговараме за јазик кој официјално е признат пред речиси 50 години во Обединетите нации. Не можеме да збориме за името Македонија која го има дури и во привременото име, во таа некаква референца под која сме членки на Обединетите нации. Значи, постојат работи за кои едноставно не можете да преговарате, бидејќи во суштина тие се веќе тука, на маса, ви не можете да ги игнорирате. Она што мислам дека ќе биде проблематично, Рамадани е во право кога вели дека токму околу референцата, да ве потсетам, Буш во Букурешт излезе утре ќе приеме 3 нови членки. Тоа е американски председател и ставот и изјавата, таква изјава на американски председател до тогаш во НАТО, во заминување точно, но сепак се уште американски председател. Утре ќе ги приеме Албанија, Македонија и Хрватска. Второ, видовме дека тоа не било баш така случајно, бидејќи таму сме отишле практично со договор за името. Република Македонија во заграда Скопје. Тоа беше нешто што го прифати доскорешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН, сега главниот посетител на аулите на судовите во центарот на Скопје. Тој тоа го негираше, но тоа е вистина, тоа се знае. Тоа е нешто што го потврди и нашиот специјален пратеник во НАТО, поранешниот амбасадор Еленовски. Тоа се работи кои се општо познати. Мислам дека залудно навистина изгубивме со таа некаква глупава
политика на антиквизација која не беше политика, туку беше начин како да се ограби државата. Барем за мене лично. Користејќи го разочарувањето на кај народот од тоа што не станавме членка во тој момент на НАТО. Тоа максимално си го искористија и инат. Да, отприлика некаков магарешки инат на собствена штета, но на штета на народот, а за нивна лична корист која дебело практично таа антиквизација ја наплатија. Ја наплатија дебело. Но она што мислам дека во овој момент мислам дека таа работа треба да им ја оставиме на судовите. Тие ќе се најдат канали да одговараат за оние кривични дела за кои се разбира ќе има докази дека ги направиле, никој овде не бара јавен линч на било кого, но факт е дека таму има серија тешки криминали против интересите на државата и на граѓаните на Република Македонија, но велам тоа треба да го оставиме на страна и треба навистина да се посветиме што во овој момент Македонија како држава и владата на Заев, како најодговорна практично во целиот тој процес, може да понуди во интерес на изнаоѓање на решение. Не му е лесно на Заев, се разбира, но исто така не му е лесно на неговиот грчки колега Ципрас. 70% од грците практично се против приемот на Македонија. Знаете што е 70%? Тоа е огромна бројка. Треба огромна политичка храброст да идете и лидерство би рекол, да идете наспроти таа волја, бидејќи и Грција со решавање на спорот ќе добие. Тоа е факт. Но Грција не се откажува од барем пораките од барањето за промена на уставот. Не се откажува од барањето за промена на уставот кај нас. Значи пораките кои што стигнуваат од таму. Не се откажуваат барем од ќе продолжат и јас мислам дека ние ќе бидеме принудени да го промениме уставот. Знаете што е предноста на Грција? Предноста на Грција е што таа е внатре, а ние сме надвор. И ние се што правиме и као Македонија, за да влеземе таму, се правиме од позиција на тоа дека сме надвор. Да сме внатре, сигурно по друга политика ќе одиме. А Грција е внатре и таа може да диктира и да влие. Као што влијаеше 2008, као што влијала изминативе години и најверојатно ќе влие и сега. И сега тука, значи, ние пак мораме нешто да дадеме, за да Грција да попушти, Грција која што е внатре, значи го потенцирам дека е внатре. И предпоставам дека ќе дојде до промена на уставот. Ја не знам, нашиве се оптимисти, викаат нема промена, меѓутоа како работиме некој тоа се премолчува, не се споменува промена на устав, но нешто ќе треба да се направи. Што е и како, не знам. Од средбата во Виена, сега ако ги читаме, ги слушаме така дипломатски како настапуваат тројцата, да речеме, тука Метју Нимиц, нашиот министер за надворешни и Коцијас. Мислам дека треба да веруваме повеќе на изјавата на Нимиц него на нашите двајца, односно нашиот и нивниот. Затоа што министрите за надворешни работи после таков состанок или таква средба обично во нивните изјави внимаваат како во јавноста тоа, нивната јавност. Да речеме Димитров за Македонија, како ќе бидат реакциите, Коцијас како во Грција. Меѓутоа, никогаш не сум слушнал по-оптимистичка и по-рационална изјава од Нимиц за овие 25 години. Поаѓајќи од фактот дека се работи за ревносен човек кој во дипломатијата, без разлика што уште не ја заврши работата, меѓутоа не може да изјави нешто што не очекува и самиот како познавач на проблемот и така натаму. Тој рече, значи, дека никогаш подобро и посуштински не се разговарало. Што го базира оптимизмот, на што го базира, најверојатно сакам да верувам дека тој веќе се консултира со тие што ја туркат работата и затоа повеќе и по-реална мислам дека беше неговата изјава. Не знам дали вие се служувате како дебатираме, меѓутоа јас така ја
Ја сватим изјавата. Изјавата не. Држи таа теза. Впрочем, самите најави дека многу брзо ќе се сретнат и повторно ќе се сретнат и министрите, и дури се најава и премиерска средба, и тоа во веднаш по брзиците, може да се толкува дека е направен сериозен исчекор во преговорите. Велам, се уште не значи дека е постигнат договор, но дека е направен сериозен исчекор и дека двете страни ги приближиле ставовите, потврдува изјавата на Нимиц. И јас ја читам така таа негова изјава. Тоа е, ми се чини, видливо за оној што сака да види, за тие што не сакаат, ќе најдат милион причини да кажат дека еве ништо пропадна, или као ако сте опозиција и во Грција и во Македонија да се жалите дека не сте доволно информирани, иако сте информирани практично, тоа го знам со сигурност. Не само на начин на кој тоа сега Коцивец го прави во Грција со директни средби со лидерите на парламентарните политички партии или Димитров со нашите функционери. Да, очигледно дека тоа е еден процес кој е заеднички договорен како начин на кој ќе се действува во овој период, за да може да се подготви јавноста во сопствените земји за она што ќе биде договор. Тоа навистина не сме да биде договор во кој едната страна ќе биде апсолутен победник и тоа верувам дека никој нема да го дозволи, колку што јас можев да ги толкувам изјавите на Заев и на Димитров, тоа апсолутно не е нешто што би се согласиле ако тоа оди под некаква, иако неискажана, црвена линија, но секако дека постои црвена линија. Очигледно дека тоа што Заев и Димитров однапред неа дефинирале црвената линија, јас мислам дека е резултат на преговарачка тактика, што не значи дека ја има, наспроти Грција која си ги дефинираше тие работи, но факт е дека и од таа црвена линија полека Грција постепено донекад се оддалечува. Останува единствено сега проблемот со ерга омнес употребата на името и барањето за промена на уставот. Ќе видиме, мислам дека тука се уште не е дефинирано и прашањето на референдумот, бидејќи и власта актуелна во Македонија, предводена Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН на изборите отидоа со став дека ќе организираат референдум. Тоа е најлесната. Па не сум баш убеден, јас во оваа ситуација, мислам, еве сега хипотетичка е ситуацијата, не сум убеден дека денес како се денеска. Да речеме, јули договорот со името и референдум, не сум баш сигурен дека тој референдум така би поминал. Во Грција уште помалку. Со 70%, значи, дали грците ќе идат, не знам, но знам дека овде нашите политички елити ветуваа референдум. Не значи дека веднаш ќе го организираат, можеби ќе се организира фазно во некоја ситуација пред членството во Европската унија, па да тоа биде некакво практично поврзано прашање дали сте за влегување во Европската унија под името тоа што би било договорено. Житковски. Јас не бил толку далеку од предпазливост некако. Согласам, ова се хипотетички размислувања овде. Ние прво ги немаме потребните информации. Мислам дека многу малку повеќе и луѓето што се упатени знаат многу малку повеќе од граѓаните. Мислам од луѓето што не пратат секој ден политика, што не толкуваат политичари и така натаму. И ова ме навраќа некако и нели на ситуацијата пред 10 години кога Буш нели тропаше на маса, па не се случи тоа што сите очекуваа дека ќе се случи, па се случи целиот хаос кај нас, целото разжарување, траумата и така натаму и така натаму. Најделикатната фаза од овие преговори од овие неколку месеци мислам дека помина. Коцивец пак ќе доаѓа во Скопје, стана веќе редовен гостин. Најтешките работи веројатно се кажале, дел од работите се тргнале на страна, тие што се решиле. Најделикатното помина. Како ќе се одвива натаму, тоа знаат тие неколкумина што седат така и не мислам дека треба тоа и да се решава, јавноста треба да се дозира со информации, да знаеме отприлика. Меѓутоа не мислам дека вакви сериозни прашања па можат да се решат кога ќе седнат нели две јавности што се гледаат низ нишан и така натаму. Така треба да биде. Така треба да тераат преговорите. Исто кој што не мислам дека булдожери би помогнале. Грција нас ќе не биде комшија, решили или не решили ќе не биде. Исто кој што не била пред 50-60 години комшија и ние мораме едноставно да сватиме дека
Дека не го правиме само тоа поради морковот, така. Го правиме едноставно затоа што ќе ни остане комшија. Треба недоразбирањата да се стават на маса и полека да се решаваат, колку и да се ирационални. Така, ние мислиме дека они се тие ирационалните. Они истото веројатно го мислат за нас, меѓутоа гледањето низ Нишан не можеме повеќе да живееме во студената војна. Затоа што фактот што имаме 3 гранични премини укажува на тоа, или 2 имаме, 2 големи гранични премини имаме. На граница што поправете ме ако грешам, повеќе од 200 км долга. Значи пресечено, живееме како во студена војна. Мора да се отвараат прашањата. Работата е што се создаде сега моментумот, меѓутоа времето е некако кратко, затоа што политиката има свои логики, свои барања, избори во Грција, избори кај нас, тесно мнозинство кај нас, опозиција што допред скоро се водеше од потребите на ќосињата, а не на некои рационални политички актери и така натаму. И жално е што нема време да се отворат дебатите, разумните сили, разумните гласови во двете општества кои што несомнено постојат. Несомнено постојат. Да се стават во функција. На политичката одлука. Пошто там се рече Грција е внатре во НАТО. Меѓутоа во една ваква ситуација како се движат работите, пенетрира ова руската политика надворешна во не само кај нас на Балканот, туку и во европски кругови, дали се тие екстремни левичари, екстремни десничари, меѓутоа веќе е пипливо и се гледа дека пенетрира таму. Во една ваква ситуација мислам дека Грција не може веќе да го користи тоа дека само што затоа што е внатре, односно е членка на НАТО, има позиција и има права за одлучување таму. Сега, мислам дека притисокот политички ќе оди кон Грција, кон тоа што е обврска. Обврска во име на НАТО, за доброто на НАТО како севкупна организација. И тука, мислам дека степенот на одговорноста на Грција кон алијансата сега веќе е мислам, ќе мора да биде поодговорна. Затоа што ќе мора да биде, меѓутоа не, еве во случајот со Британија се покажа. Грција не презеде мерки, не стана солидарна со Британија, не стана солидарна со НАТО. Егоисти се грците. Нивниот егоизам може да предизвика повторно лом натре. Незгодни се во ова ситуација, меѓутоа веројатно има механизам и за нив сега малку да бидат. Во право е Петковски, не треба многу еуфорија да даваме сега. Не знаеме околу преговорите еуфорија дека ќе биде. Мислам дека не сме во некоја еуфорија. Не треба да се, затоа што Мелани имаше голема еуфорија преговорите за решавање на кипарското прашање кое што е многу постаро од нашето. Да, за малку, да. Која година беше тие? Да. Значи готово беше еуфорија, таму се крена, готово договорени се преговорите се завршени, ќе се постигне спогодба, ден пред онаквото се распаѓа. Дали грците биле виновни, дали Турција била виновна, мислам тие се обвинуваат. Овие се виновни или они, меѓутоа оптимизмот кој што беше напумпан или кој што произлегуваше од она што се случува околу изборите и на самите избори, спласна за 24 часа и преговорите пропаднаа. Значи нешто може да се случи тако нешто. Има некаква логика да сега ако веќе го нашавме тоа прашање, нели страната на кипарските турци го прифати мировниот договор предложен од Обединетите нации, но грчката страна го одби. И со таков проблем Кипар стана дел на Европска унија. Доколку дојде и до некоја решение, можеме ли внатре да постигнеме национален консензус помеѓу партиите? Како тоа ќе се... Ако се постигне успех за името во преговорите. Знаете што? Тешко е да идете со тврди ставови за едно такво прашање кое задира на крајот на криштата и во чувствата, во емоциите, во идентитетот. Не знам на кој начин еве истражувачи неки да, владачката гарнитура, но ќе биде задача сериозна пред
оваа и било која средна власт практично во државата, мислам пред се да ги објасни и покаже бенефитите од една таква одлука за целото општество. Ако не се постигне договор и ако не станеме членка на НАТО, се доведе во прашање постоењето на државата на начин на кој сега функционира и постои. До таму идат проблемите. Тоа може би е практично некако. Ако се задира во идентитет, никој нема да бара консензус од другите. Нема да има договор тоа, тогаш нема да има договор. Нема да го бара тоа ни премиерот, нема да го бара ни министерот за надворешни. Мислам дека многу јасно треба да, пошто гледам некоја трка во тоа кој е по патриот, по голем и така натаму. Кога се работи за идентитет, мислам дека нема да попушти и тој кој е директен преговарач таму, нити премиерот, друго е овие флоскули политички. Ова беше хипотетички, ако се постигне договор, најки ги ставовите на Димитров и на Заев, тама работа, нема тоа. Договорот мора да се постигне без да се задира во тоа што е. И тоа некој друг ќе го веројатно и ќе пресече некој друг. Не знам, јас ќе пресече во тој однос дека ова работа нешто. Љупче, затоа што навистина не мислам дека би било добро некој друг да наметнува било какво решение. Тоа би било погрешно. И нема да го. Тоа би било погрешно. До тој евентуален договор, Павела, мораме со резерва да идеме, мораме да дојдеме ние Грција. Па макар тоа да трае и следни 10 или 20 години, и мораме да ги продолжиме преговорите. Со еднострано прекинување на преговорите не го решаваме. Што се подразбира, дали сите исто го подразбираме тоа што е идентитет? Ја мислам дека тоа е клучно. Што е идентитет? Што подразбира? Кога зборат политичарите, нашите политичари повеќе мислат на тие, не знам, како ќе се менува јазикот, како ќе се направи дистинкцијата. Тоа што идентитет има кога зборуваат грците за идентитет, веројатно мислат на да кажеме на тие митови, наративи, националната присказна, антиполитиката и така натаму и така натаму. Представници тоа е она нив што им е најбитно. Тие го спорат античкиот идентитет македонски. И тука античкиот македонски идентитет тука не даваат, мислам, не ти даваат ни да разговараш со нив. Јас сум оптимист околу не знам тука тоа околу можноста да се постигне некаков консензус. Не мислам дека македонците се промени и сакаат. Тие како го толкуваат. Нека го толкуваат така што ние си. Извини. Да, значи околу можноста за консензус јас сум оптимист. Не затоа што мислам дека македонците и етничките македонци, особено нели граѓаните од етнички македонци го промениле мислењето и сакаат да се промени името и така натаму, меѓутоа ние поминувме низ еден многу травматичен период. Значи со страшна политичка криза, политичко насилство и на луѓето некако, и тоа анкетите не го делуваат толку колку што делуваат разговорите со луѓето низ секојдневието. Значи некако им е смачено, значи од нестабилност, од отворени прашања, од големи прашања и така натаму и така натаму. И дел доловуваат и анкети. Имаше некои институти има анкетни податоци дека зголемена е подготвеноста да се влезе, да се прифати некакво достоинствено решение со цел нели да се помрднат тие големи прашања, како влез во Европската унија пред се и потоа и во НАТО. И од друга страна сум оптимисти поради следното. Значи, како вели нашиот народ, секој е чудо за 3 дена. Ќе се вложиме во некоја работа и тоа е, мислам, во човековата природа. Ќе се направи голем баук, ќе пробаат актерите да, ова е втората причина, значи ќе пробаат актерите политички да го тоа инструментализираат, ќе се разрешат работите и паѓа прашината. Еве еден податок кој од кога збориме за анкети. Пред 6 месеци, значи неколку месеци откако се потпиша договорот за добрососедство со Бугарија, со која што патем, нашиот спор е подлабоко идентитетски, отколку спорот што го имаме со Грција. Таму се караме за вистинската историја, таму се караме за заеднички работи што треба да ги славиме. Во принцип е многу сличен со спорот со името. Успеавме се договориме. ВМРО беше грогиран тогаш, пробаа да се обидоа да капитализираат на тоа прашање, не успеа и покрај сето тоа тогаш 40% од граѓани според наша анкета дале позитивна оценка, дека е добра работа, кажале за спорот. Денес, значи пред една недела, продавците покажуваат дека таа оценка се зголемила.
Значи, повеќе од половина од граѓаните викаат дека тоа е добро. Значи, секој е чудо за 3 дена. И третата причина, значи, ВМРО има ново раководство. Некои си играат, нели, мајтап народски кажано со новото раководство, дека се стечајните управници на Груевски и на претходната гарнитура. Но, знаеме дека и Груевски некои луѓе си играа порано и со други политичари, дека беа стечајните управници на Георгиевски пред тоа. Па видовме дека човекот успеа да направи, нели, некаква своја политика, се отргне од да се ослободи, затоа што во логиката на тоа да си политичар е да се отргнуваш од баластите и да си го создаваш просторот за да дојдеш на власт. Јас мислам дека тука има позитивни работи се случуваат. Например, човекот што е во партијата нивна задолжен за меѓународни односи, Николовски, он јасно кажа, они јасно сега сакаат да се оттарасат од она прорускиот тројански конј, кој што, нели, во мобилизациите против се живо и диво, откако сватија, нели, дека нема да направат влада, го користеа. Па нивните митинзи беа со, нели, иконографии, луди и така. Човекот е тоа крајна поента. Човекот е меѓу чекани на ковална, у принцип. И нема многу маневрски простор. И тоа ќе го олесни, затоа што првиот се сака да е допадлив на западот, не може кај нас да просперираш и да бидеш прифатен политички актер ако не си допатлив за западот. Груевски не беше. Овој сака да биде. Не можеш да направиш влада ако не те сакаат албанците. Така, или ако не те почитуваат албанските политички фактори. Груевски тој капитал го истражи, човекот треба да се доближи. Значи тоа мене ме охрабрува дека сите овие работи ме охрабруваат дека можеби дома ќе успее да се најде за секој достоинствено решение, некаков консензус што нема да се користи, нели, за жестока емоционална кампања и така натаму. Да, одиме тука кусот со реклами, потоа се враќаме на дебатите. Да, назад сме во студиото. Последното прашање од прилика со оглед на минутите што ги имаме за емисијата. Адамчевски, што доколку нема решение со Грција и кои се алтернативите, односно има ли Македонија алтернативи? Нормално, сигурно. Таман работа, ако сите адути се фрлни само на преговорите со Грција и таму да се решава прашањето. Мислам дека адутите на Македонија баш сега разговаравме, оптимизмот.
оптимизмот на нашите преговарачи, барем јавно вака. И мислам дека ако што повеќе се шири оптимизам во држава, оптимизам и од нас, оптимизам и меѓу народот, мислам дека ова прашање може да се реши. А оставам други да кажат евентуално, бидејќи јас сум оптимиста и оставам други. Не сакам да помислам дека нема да. Руското влијание да. За руското влијание. Ништо, Русија ќе се продолжи. Еве, гледате вчера и рускиот амбасадор како реагираше, претходно изјавите што беа пред неколку месеци изјавите што соопштенијата што се. Тоа им е работа нивна, тоа да го работат, да се обидуваат, да спрешат. Меѓутоа забораваат дека Македонија треба да го сменат односот кон Македонија, затоа што Македонија во НАТО, ако има тие друг однос, ќе имаат пријател. Како што има Словенија пријател, Словенија членка и на НАТО, и на Европска унија, има многу голем пријател на русите. Така да русите треба и односот кон нас да го променат, затоа што утре други на Македонија може да биде пријател, ако е членка на НАТО. Јас сум оптимист и ова руското влијание, мислам дека прво нема врска со тоа што е дипломатски речник и дури срамота е за нив држава со таква традиција на овој начин да се изјаснува, односно дали е дипломатски пораката да биде ќе имате реперкусии, ќе имате последици. Тоа не е дипломатија. И од другата страна ние не сме од вчера со опција да бидеме членка на НАТО, ни од 92-а, јас бев тогаш пратеник, имавме консензус најголемите партии, парламентарни партии, работиме со години на ова и сега мислам дека јас сум оптимист. План Б мислам дека нема. Оптимизмот треба да не носи за да го решиме проблемот. Инаку нема да пропадне светот, меѓутоа сепак сакам да бидам оптимист, реален оптимист и понатаму. Не сакам да звучам како председателот на државата, но доколку нема решение, би избегнал хоривични сценарии, и ќе кажам после зашто се добри да се зборува за нив. Сонцето ќе изгрее, нели? Мислам животот ќе продолжи. Мислам дека многу се веројатни избори, предвремени избори и во двете сценарија. Тенко мнозинство, комплицирана работа и најрационално би било да би бил јас премиер на држава, ја би распишал и во двата случаја избори, затоа што ќе има во едниот случај ќе капитализираат на убавите вести, ќе пресретнат евентуална мобилизација против и така натаму, во другиот случај ќе бараат подршка за домашните реформи. Во однос на хоривични сценарија, мислам дека не постојат, меѓутоа треба да се користат и дипломатијата ги користи. Многу повеќе треба да полашиме Грција со Турција, отколку со Русија. Затоа што турското влијание во регионот е значително. И голема е веројатноста, и да не е толку голема, треба да ги плашиме грците, дека ќе добијат сосед турски на северот. И затоа мислам дека добро играат и нашите, и ние добро играме таа игра, и тоа се некои дискурси кои резонираат и нели со странските дипломати и одлучувачи. Да, во контекст на предвремени парламентарни избори веќе се отвара и темата. Првин беше дека не, па сега веќе се наметнува како опција. Мислам дека е најрационално да има у секој сценарија. И јас сум на мислење дека евентуалниот неуспех на преговорите до јули и ако Македонија не стане членка на НАТО, нема да биде пријатна работа за актуелната влада и ќе се најде во ситуација во која ќе мора да размислува за предвремени избори без доглед на обидите за зголемување на парламентарното мнозинство. Второ, ние зборуваме, природно дека зборуваме за Македонија, но забораваме дека сме дел од еден регион кој сега е во фокусот на вниманието и Македонија е само дел од решавањето на тоа прашање. Да не забораваме дека тука е наш сосед и Србија и Република Косово и ние сме дел од еден пакет со кој би требало тоа да се затвори на начин да не може да биде извор на било каква нестабилност која би практично запалила безбедноста на Европа. Сериозни игри се во прашање, сериозни интереси се геостратешки во прашање. Мене не ме изненадува односот на Русија, таа од нивни агол гледано со право се обидува да си го зголеми влијанието и во Македонија покрај сериозното влијание што го има во Србија и уште повеќе
во Република Српска, кај Додик. Така да, многу е голем влогот. Ние, велам со право, мислиме дека сме центарот на светот и за нас навистина тоа е така, но сепак сме ние, би рекол, само едно мало канче во мозаикот, кое бара решавање и негово вклучување во мозаикот на европската безбедност и европските вредности, европската политика ќе биде и за нас добро, а ќе биде добро и за остатокот на Европа. Сакате да дополните ли тоа? Да. Ви благодарам на сите